За мене ова е една културна амбасада на Македонија, затоа што на секој кредит на крајот од филмовите стои македонскиот радио оркестар. Исто имаме соработка со Индија, Боливуд, нели? Многу, доста проекти имаме од таму, поготово последниве 4-5 години. Исто има, во ланскиот период имавме доста проекти од Кина, Јапонија, Германија, мислам буквално од целиот свет. Мислам, разна филмска музика, музика за игри. Да, се случува да доаѓаат лично тука. Сега нормално поради ситуацијата со корона многу помалце, ама претходно имаше многу честа појава да си дојдат клиентите тука, да присуствуваат на снимањето и да си отидат. Да. Ама 90% од работата е се онлайн. Ние им праќаме квалитетен аудио сигнал преку Source Connect, аудио муверси и слично, и преку Skype комуникација се одржува контакт со диригентот, со оркестарот, на лице место, нели, за секоја замерка што има, за секоја критика, комплимент во однос на снимањето. Ова е едно ново искуство за нас, бидејќи филхармоничарите и оркестрантите кои работат во опера, тие имаат ноти кои долго време ги разгледуваат и ги припремаат. Овдека ние мораме да бидеме многу експедитивни и најчесто нотите ги добиваме 15 минути пред да почне сесијата, така што се развие една нова динамика кај музичарите да многу брзо читаат и многу брзо го завршат тоа што е пред нив. За да станеме кој што викат конкурентни на пазарот, мораше да направиме едно ткиво што ќе биде создадено од најдобрите музичари од Македонија. Значи имаме доста соработка со музичари од Србија, Бугарија, понекогаш и Косово. Нашиот диапазон е многу широк, некогаш се работи за поп-песни, некогаш се работи за компјутерски игри, таму имавме избрана најдобра музика на 2007 година, ми се чини дека беше проектот, така што ме радува што овие музичари веќе стануваат славни по целиот свет.